Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во последното издание за оваа сезона на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денешната емисија ќе има 3 дела. Прво ќе зборуваме за иновативни додатоци во исхраната, нешто ново што е присутно кај нас на пазарот. Подоцна ќе зборуваме за најчестиот недостаток кој што е присутен во исхраната во цела западна цивилизација, па и кај нас. И последниот дел од емисијата ќе биде разговорот со моите колеги во Поликлиника Зегин. Останете со нас, почнуваме веднаш. Магистар Вики Китановска е со нас денеска за да зборуваме на тоа што го најавив во првиот дел од емисијата, односно за иновативните додатоци во исхраната. Бидејќи станува збор за нешто ново и интересно, да почнеме од почетокот, па така и да воведеме. Станува збор за додатоци кои што имаат во себе озон. Токму така. Што е озонот? Еве да почнеме од почетокот, за да можеме да ја доближиме темата до нашите гледачи. Општо познат факт е дека озонската обвивка која што се наоѓа во горните делови на атмосферата, значи кој штити живиот свет на земјата од штетните сончеви ултравиолетови зраци и радијација. Така. Па така да озонот е газ кој што е молекула, значи кој што е составена од 3 атоми на кислород. Со самото тоа, значи, самиот овој озон е премногу моќен антиоксидант, кој што, значи, се должи на мезомеричната состојба, кој што се наоѓа во него. Благодарение, значи, на големата оксидативна моќ на озонот, тој е еден од најмоќните имуностимулатори, антибактериски агенси, антивирусни агенси, кои што делуваат, значи, на имуниот систем. Не зборуваме само значи за озонот како за заштита, нели ние обично така сме навикнати така да слушнеме дека е таа озонска обвивка, меѓутоа еве може да има и некакви примени, да речеме. Што може да се третира со озонот? Каква е примената, на кој начин може да биде општо земено еве употребата? Така, озонот уште е наречен во денешно време чудотворен борец, бидејќи еден организам кој што е потхранет со озон има многу подобро здравје, односно е многу појак неговиот имунитет, има многу поубав тен на својата кожа, значи и се разбира е многу поведро расположението на самата личност која што е озонирана. Па така да докажано е дека озонската терапија значи има антибактериско, антивирусно, антигливачно, антиоксидативно и имуностимулативно дејство врз организмот на човекот. Така. Бројните значи студии кои што се прават со озонската терапија покажуваат дека организмот кој што е потхранет значи со озонска терапија прави значи антиоксидативни делува на самиот антиоксидативен стрес, значи, и со самото потхранување апликацијата на озонот, тука се намалува тој оксидативен стрес, се зголемуваат еритроцитите и тоа ги прави, значи, отпорни на оксидативен стрес. Озонската терапија, значи, има мултипликаторно дејство, па така да се значајни да ги спомнеме неколкуте клучни карактеристики на озонот. Тој значи го стимулира производството на црвените крвни клетки во телото, да. И на тој начин самата клетка значи се снабдува со кислород и го должи значи и самиот организам да биде побогат со кислород подолго време по завршување на самата терапија на пациентот. Сепак тоа станува збор за да речеме за еден безбеден начин на употреба, така? Да, токму така, значи тоа е безбеден начин на употреба, значи нема никаков штетен ефект врз организмот. Така, така. Можете да ги останатите или тоа се генерално придобивките? Има уште 2-3 кои што би сакала да ги спомнам, значи тоа е дека го зголемува нивото на интерферонот до 9 пати, го потикнува создавањето на факторот тумор некрозис и исто така го потикнува излачувањето на интерлеукин 2, тоа е еден од главните фактори на имунолошкиот одговор на човекот. Како се добиваат производите кои што се третирани на еден начин со озон?
Производите, значи кои што се добиваат од озонот, се добиваат со процесирање на високо ниво на молекула на озон, значи кој што е екстрахирана врз екстра вирџин маслиново масло. Значи станува збор за една друга материја, да речеме, која што е носач и тоа е третирано со озон и на тој начин се добиваат овие иновативни додатоци. Така, бидејќи ладното цедено маслиново масло е доста здраво. И значи во самиот процес на создавање на ваквите производи, значи не се додава топлина, не смее да се допре значи до кршење на самата семка на маслиновото масло. Ова маслиново масло значи има 0 степен на киселост и така природно преминува во крема. Со самото тоа, значи, оваа крема е најбогата со озон, за разлика од други озонирани креми и гелови на нашиот пазар. Кремите, значи, со медицински озон на тој начин ја забрзуваат циркулацијата, значи, на телото и на крвта и така прават дезинфекција на површинскиот слој на кожата на организмот и така побрзо се апсорбира озонот во човековото тело. Така се помага, значи, да се регенерираат побрзо клетките на кожата преку дезинфекцијата, значи. И сето тоа како резултат, значи, на високата количина на кислород кој што се добива од молекулата на озон. Самиот, значи, процес на производство на ваквите препарати е сосем природен и во својот состав овие производи не содржат агенси, стабилизатори, средства за контрацепција и така натака. Производите, значи, кои што се добијани на овој пат, поседуваат мокни антиоксидативни својства. Вака кога ќе зборуваме, например, нели сега за терапии со озон, останува впечатокот во светот барем се зборува дека се доста комплексни, дека се доста скапи. Дали тоа на некој начин е исто и со овие додатоци обработени со озон или станува збор за поинаков пристап? Па точно, значи таквите апликации на озонни терапии, значи се скапи, се тешки да се спроведат, значи, во домашни услови. Па за среќа, значи, во денешно време се јавува иновативен пристап каде што, значи, само со помош на една капсула на озонска самиот организам се снабдува доволно со енергија и со кислород и на тој начин се примаат сите бенефити во човековото тело. Во регионот и на нашиот пазар, значи, се доста познати озонските капсули на фирмата Озон Голд. Така. И сега зборуваме за третмани кои што се однесуваат само примање преку уста, да речеме, како капсули или и кожа, например, на кој начин кај кожата се ефектот на овие средства? Значи, кај пациентите кои што имаат некои одредени заболувања, кои што стрикно и се работи за враќање на расположението, за подобрување на имуниот систем, значи доволно е да се прими една капсула во текот на денот. Препорачливо е таа капсула да се прими во текот на утринските часови со доволна количина на вода на празен стомак. Додека пак нашата кожа, значи, секојдневно е изложена на различни фактори на агенси кои што доведуваат до незина иритација. Па така да во оваа палета на Озон Голд препаратите значително е да се споменат двете креми кои што имаат медицинска намена. Првата крема е озонираната крема со 160 мг на озон, која што се користи при иритација и црвенила на кожата, кои што се предизвикани од разни удари, убоди од инсекти, може да се употребува при разни, значи, воспаленија на кожата, како што се херпес, хемороиди, постоперативни рани и лузни, потоа, значи, рани кои што се од премногу долго седење или стоење, односно декобитни рани, рани кои што се од царски рез и така натака. Значително е да се спомене дека оваа крема, значи, пред на низиното нанесување, треба убаво, значи, кожата да биде исчистена, бидејќи со самото тоа, што повеќе кожата е чиста, така може побрзо да се апсорбира и полесно самата крема во кожата. Додека после 30 минути од незината апликација, пожелно е да се нанесе озонираната крема со ПСК фактор, бидејќи на тој начин ја штитиме секако нашата кожа од штетните сончеви зраци. Втората крема со медицинска намена е и кремата која што освен озон во својот состав содржи природни масла и незината намена е стрикно против болка.
Значи, освен озонирано маслиново масло, во својот состав содржи природни масла, еукалиптус, бор, палисандово дрво, ѓумбир, камфор, нане, мајчина душица и така натака. И со самото тоа, со апликација на озонот и на овие масла, директно делуваме на болката и се намалуваат и рефлексите на болка и самиот причинител, значи, на болката. Оваа крема е наменета за секојдневна употреба и може да се аплицира 2 пати дневно. Помага, значи, при мигренозни болки, болки кои што се предизвикани од проблеми воспаление со синусите, потоа главоболки кои што се предизвикани од стрес, болки во коски, колена, потоа болки кои што се предизвикани од проширени воспалени вени, кај женскиот пол при менструални болки, колити и така натака. По однос на заштитата од сонцето и борбата со целулитот, да речеме, дали и тука имаме момент каде што овие производи може да најдат своја употреба? Секако, значи, овој период, значи, од годината, најголемиот проблем кај дамите и најактуелно, значи, е проблемот со целулитот и на собраните масни наслаги на телото. Но првен ќе напоменам дека, значи, освен озонираните капсули, голема примена, значи, во Озон Голд влагаат, значи, козметичкиот дел кој што е наменет за нега на лице и на тело. Тука може, значи, да ги наброиме кремите кои што се со анти-ејдж ефект, значи, кои што можеме да ги најдеме во дневна и во ноќна варијанта, потоа хидратантните креми за хидратација и враќање на влажноста на кожата. Исто така имаат и голем асортиман кој што е наменет за нега на косата. И тука доаѓаат кремите со заштитен фактор. Кремата со заштитен фактор, значи, го штити лицето од штетните УВА и УВБ зраци. Таа е, значи, целосно на база на вода, така да не ги затвара фоликулите на кожата и не остава масни наслаги при незината апликација. Сега, кај актуелниот проблем кој што ги мачи сите дами на денешницата, значи целулитот, озонот, значи, може да се користи локално, со самото тоа што, значи, делува директно на намалување на масните наслаги. Потоа, значи, со неговата апликација локално може да го намали подбрадокот, да го побрза, значи, и да ги елиминира масните наслаги и, значи, да го побрза ефектот на слабење. Но сепак, значи, нели, битно е да се напомене дека покрај неговата употреба тука е многу значителен и главен удел има храната. Потребно е, значи, избалансиран здрав начин на живот, каде што, значи, ќе се примени здрав начин на исхрана, потоа активен живот со соодветни вежби. Па тука ќе помогне, значи, и озонот со намалување на масните наслоги кои што се апсорбираат во долниот дел на кожата. Така да целулитот се јавува, значи, со оксигенација, значи, со намалување со оксигенација и со стеснување на крвните садови, значи, на тој начин се намалува лимфната дренажа. Значи, во својот состав, освен, значи, што содржи овој гел озонирано маслиново масло, тој содржи и масло од портокал, масло од шафран, алги, алоe вера и други природни масла. Тоа дополнително дејствува. Да, дополнително дејства, значи, за да го забрза целокупниот ефект и кожата секако да нема тој ефект на портокал. Нерамен, значи, дава мазен, сјаен, значи, изглед на кожата. Битно е да се напомене дека при аплицирање, значи, на овој гел потребно е, значи, да се нанесува со масирање, благи масажи каде што се офатени површините, со тоа што, значи, на тој начин се забрзува циркулацијата на кожата, односно на крвта во кожата и се елиминираат токсините кои што се насобираат во самото тело и допринесуваат за полош естетски изглед на кожата. Ви благодарам многу. Имавме прилика и нашите гледачи имаа прилика да зборуваме за нешто ново, иновативни додатоци во исхраната. Во следна прилика повторно ќе ве поканиме и повторно ќе поразговараме. Се разбира, ви благодарам и на вам. Продолжуваме понатаму, одиме со вториот дел од денешната емисија. Во вториот дел од денешната емисија зборуваме за најчестиот недостаток кој што се среќава кај нас и општо земено во западната цивилизација. Многу пати ќе се запрашаме што е тоа што можеби најмногу ни фали во исхраната. И се поставуваат различни теории. Ќе се го поставиме прашањето дали, например, недостаток има во делот на протеините или има недостаток во делот на минералите.
Секако ние на следовите тоа денеска ќе го објасниме. Прашањето следно кое што се поставува е дали, например, не достигаат протеините. Многу често, особено за луѓе кои што од одредени медицински причини, например, им е препорачено да земаат помалку храна од животинско потекло, се поставува прашањето дали може да дојде до недостаток на протеини. Меѓутоа, ретко, речиси и воопшто да не среќаваме денеска во денешницата, во современото живење на западните земји, каде што спаѓаме и ние, да има пациенти на кои што им недостигаат протеини, па макар да бидат и на поригорозни начини на исхрана. Тука доаѓаме до клучниот одговор на прашањето кои се најчестите недостатоци или кој е тој еден. Над 80% од граѓаните на западните земји, според релевантни истражувања, во својата исхрана имаат недостаток токму од растителни влакна. Растителните влакна всушност се еден од основните елементи во исхраната. Ако прашаме било кого кои се основните елементи во исхраната, луѓето најчесто ќе кажат јаглехидрати, ќе кажат масти, ќе кажат протеини, минерали, витамини, вода. Меѓутоа, покрај сите нив, обврзно е да ги спомнеме и растителните влакна. Бидејќи без растителните влакна имаме краткорочни и долгорочни проблеми во здравјето. Затоа растителните влакна мора да бидат секојдневен дел од нашата исхрана, или да ги внесуваме преку исхраната, или да ги внесуваме преку соодветни производи кои што во себе имаат доволно растителни влакна. Ако одиме на следниот слајд, ќе го прикажеме важниот момент на растителните влакна за нашето здравје. Имено нив можеме да ги поделиме на краткорочни бенефити или негативни ефекти, доколку ги нема доволно, и долгорочни. Краткорочните се тие кои што ќе ги видите веднаш доколку имате проблеми со редовно празнење на цревата. Доколку не одите редовно во тоалет, доколку не ги празнете редовно цревата, или секој ден, или секој втор, зависи како е индивидуалниот, не мора да значи дека мора да биде секој ден, но доколку тука има проблем, доколку се јави медицински кажано констипација, тогаш една од најчестите причини е дека не внесувате доволно растителни влакна. Зошто растителните влакна се важни за одржувањето на здравјето на дигестивниот систем? Нивната прва и основна улога, која што е многу корисна, покрај редовноста на празнењето, всушност и поважната е регулирањето на холестеролот во нашето тело. Холестеролот во нашето тело може да биде присутен или создаден на два начини. Првиот начин е нормалниот кој што се создава во самиот црн дроб. Нашите тела создаваат холестерол во црниот дроб, бидејќи холестеролот е една природна молекула која што нам ни треба. Кога ќе се создаде доволно холестерол, тој преку жолчката се лачи, оди во цревата и доколку не биде таму фатен, да речеме на еден начин, истиот повторно ќе се врати преку таа така наречена хепатобилиарна циркулација, повторно ќе се врати во крвта и во црниот дроб. И тука во цревата доаѓа, еве го гледаме и другиот изворот на холестеролот од исхраната. Така што на два начини, и од црниот дроб и од исхраната, холестеролот доаѓа во цревата. Што прават тука растителните влакна? Моќта на растителните влакна е тука тие да го фатат, да го врзаат за себе холестеролот и да го изнесат заедно со изметот и така да го изфрлиме. На еден многу едноставен и елегантен начин да падне нивото на холестеролот во крвта. Тоа е многу природно, бидејќи растителните влакна најчесто се добиваат од растенија. Или ќе ги зимаме директно од исхраната, или ако сакаме да појачеме, ако имаме покачен холестерол, тогаш ќе земеме природен суплемент кој што има повеќе растителни влакна во себе. Внесувајќи го на тој начин дополнителниот товар на растителни влакна, тој го абсорбира вишокот холестерол со себе и го изнесува. Холестеролот со тек на време природно паѓа во рок од 4 до 5 недели. Убавината на овој пристап е дека тука нема лекови. Нема потреба од дополнителна, најчесто нема потреба од дополнителна фармаколошка терапија. Се разбира, тоа параметрите ќе го покажат. Ќе се мери крв еднаш пред почетокот на употребата на растителните влакна и после 4, 5, 6 недели ќе се мери нивото на масноти во крвта пак. И тогаш колегите се разбира ќе проценат дали е доволно да се земаат само растителни влакна
или евентуално ќе има потреба и од дополнителна терапија. Но тој прв чекор, таа прва линија на терапија што ја зборуваме, која што на најлесен и ефикасен и природен начин ќе придонесе холестеролот да падне, е преку значителниот внес на растителните влакна. Еве гледаме, кога се присутни растителните влакна, тие го повлекуваат со себе холестеролот и го вадат надвор од телото. Доколку не е присутен, доколку не се присутни растителните влакна, вели без присуство на растворливи влакна, тогаш холестеролот повторно ќе се врати назад во телото и така неговото ниво ќе се покачи. Така што, особено доколку имате повисоко ниво на покачен холестерол, кој што е доста сериозна состојба, покачениот холестерол не е нешто кое што треба да се толерира. Првото нешто кое што може да се направи е природно и нема несакани споредни ефекти, е тоа да се земат растителни влакна во значителни количини. Одиме на следниот слайд. Значи, тоа е главното нешто кое што го објаснивме. Ефектот на растителните влакна кога се земаат во форма на суплементи од 2 пати до 3 пати на ден, кај некои пациенти еднаш е доволно, но дозата е 5 грама на една голема чаша вода со цел да се постигне тој гел ефект за да се изнесе холестеролот од цревата. Следното прашање кое што е многу значајно е да се објасни зошто растителните влакна кои ќе се внесат, зошто ја подобруваат циркулацијата и на кој начин. И зошто ја подобруваат перисталтиката, движењето на цревата. Ако имате вие проблем со цревата, ако имате нередовно празнење, луѓето честопати пребегнуваат кон лаксативи. Има 3 вида на лаксативи. Лаксативи кои што функционираат врз основа на осмотска разлика, влечат вода во цревата, ја разводенуваат столицата и така се случува одење во тоалет. Вториот механизам се на такви лаксативи кои што ги дразнат цревата. И многу од нив го предизвикуваат тоа, но и првите и вторите се негативни, бидејќи ако се применуваат на долг рок, ќе предизвикаат зависност. Третиот начин на лаксативи, кои што и не се всушност лаксативи, се растителните влакна. Бидејќи тие на овој начин, што прават? Кога ќе влезат во организмот и водата која ќе се внесе, тие набабруваат. Како бабрат, во цревата сет недостаток, вишок на храна, недоварена храна, се што останало, се што било залепено овдека во ресите, во ресичките на цревата, тие го лепат со себе и го носат надвор и како создаваат дополнително волумен, така го чистат дебелото црево и затоа доаѓа до едно празнење на дебелото црево и на природен начин негово прочистување. Тоа е тоа лаксативно дејство кое што го имаат растителните влакна во себе и кои што на тој начин придонесуваат да се прочисти целиот дигестивен тракт. На следниот слайд ќе ја видиме и следниот ефект кој што го имаат. Значи, прво зборувавме дека растителните влакна се многу важни како таа прва линија на терапија за намалување на нивото на холестерол. Второто кое што го објаснивме е како растителните влакна природно го празнат цревото, особено дебелото црево, како природно го празнат од заостаната храна. И третиот ефект, многу значаен, е кај хемороидите. Имено, пациентите кои што имаат подолг период констипација или запек, имаат проблем најчесто на создавање на хемороиди. Тоа е доста болна, но и проблематична состојба која што знае да се искомплицира. Ако се земаат секојдневно доволно растителни влакна, се добива една таква конзистенција на изметот и на столицата, која што е мека, која што создава лесно одење по надвор, како што велиме, која што создава лесно празнење на цревата, да нема напон и кога го нема тоа, за краток период доаѓа до стабилизирање на хемороидите. Се разбира, хемороидите се од 1 до 5 класа, зависи за каков тип на хемороиди зборуваме, внатрешни, надворешни, со крварење, без крварење. Меѓутоа, самиот степен на внесување на растителни влакна најчесто кај сите пациенти дава подобрување и на оваа состојба. Одиме понатаму со тоа што сакаме да кажеме дека сите тие, со следниот слайд, природни извори на растителни влакна даваат за побрзо да се празнат цревата на здрав начин, без зголемување на било какви несакани ефекти. Тоа е тоа кое што сакав да го објаснам во вториот дел од денешната емисија. Односно,
најчестиот недостаток кој што го имаат во Америка 8 од 10 луѓе, значи речиси секој кој што го има, е недостатокот на растителни влакна. Како знаеме дека имаме недостаток на растителни влакна? Преку проблеми со столицата или преку покачувањето на холестеролот во крвта. Но видовме и како на природен начин, кога ќе се додадат растителните влакна во исхраната во форма на суплементи од еднаш до 3 пати во денот, како може да дојде до нивно регулирање. Одиме понатаму со третиот дел од емисијата. Почитувани гледачи, како што најавивме, денеска сме во поликлиника Зегин Медика. Ќе разговараме малку за самата установа и за новостите кои што ги имаме овде и што може да биде направено. Со колешката Димитриевска разговараме за една новост која што ја има кај вас, а тоа е биорезонантната метода. Ве молам ако може накратко да објаснеме за што станува збор и на кој начин е примената на оваа метода. Здраво и од мене, поздрав до вашите гледачи прво. Така имаме новина кај нас, станува збор за биорезонантната метода. Тоа всушност вклучува и диагностика и терапија и представува корекција на функциите на телото под дејство на електромагнетни осцилации. Може да делува и на клеточно ниво, и на ниво на орган, на ниво на група на органи или пак на целото тело. Кај нас тука во поликлиника Зегин Медика го користиме рускиот апарат, најновата генерација и Medis Expert генерација 4, тоа е последната генерација која што е излезена од кај нив. Конструиран е самиот апарат од рускиот научник професор Готовски во 1947 година. Всушност на него работеле цел еден тим од научници експерти, физичари, електроинженери и секако доктори на медицина. Како што спомнав, може да се работи и се работи по правило диагностика и терапија. Кој е метод, кој е принципот на работа, на кој начин работи фактички тој апарат? Со самото доаѓање на пациентот, првично мора да почнеме да поставиме диагноза, работна диагноза. Самата диагноза всушност значи читање на фреквенциите на телото. Во зависност од тоа што ќе добиеме како резултат, потоа пристапуваме кон следниот чекор, станува збор за терапијата. Сега за да може да ја приближиме на пациентите и на вашите гледачи, да биде појасно за што станува збор, бидејќи има неколку видови на терапија. Воглавно правиме поделба груба на два видови на терапија, ендогена и екзогена терапија. Ендогената терапија ги чита фреквенциите од телото, со тоа што ги одвојува патолошките, ги сепарира и прави инверзија и корекција на амплитудите и после самата фреквенција се враќаат назад во телото на пациентот. Има и екзогена, предпоставувам? Само со тоа самиот организам ги добива потребните корекции кои што им се потребни. Екзогената, која е разликата меѓу екзогената и ендогената терапија? Екзогената терапија работи со фиксни фреквенции. Тие како такви ги имаме во апаратот и како такви ги даваме, ги користиме. Имаме огромен број на меморирани фреквенции во самиот апарат. Прво гледаме дали таа фреквенција одговара на организмот, како и самата диагноза дали има една или повеќе фреквенции, со цел да направиме потребната неутрализација на состојбата во организмот на пациентот. Диапазонот на диагностика и на терапија опфаќа огромен број на патолошки состојби, да нешам скоро сите патолошки состојби може да бидат третирани. Кај нас во нашата поликлиника работиме цел еден тим од лекари, медицински персонал, начелно со доктор Евросима Десовска-Геговска и имаме доста обуки и посети во Австрија и во Москва. Разговорот го продолжуваме со доктор Наташа Башуровска-Маринчевска. Доктор Наташа, би сакал да ве прашам малку повеќе да ни кажете за установата. Така, прво добре ни дојдовте. Ви благодарам. Поликлиника Зегин Медика успешно функционира веќе повеќе од 20 години. Поликлиниката оформила доктор Верица Механџиска, која што била специјалист по трудова медицина. Во моментов активно функционира неколку оддели во склоп на самата поликлиника, одделение по општа медицина или матичен лекар, која што има склучено договор со фондот, одделение за лабораторија, биохемиска лабораторија, која што исто така има склучено договор со фондот, одделение по трудова медицина, која што ги врши годишните систематски прегледи за предпријатијата и одделението по интерна медицина, која што исто така имаме склучено договор со фондот. Вие работите со широк диапазон на состојби, на болести.
Колку има вистина во тоа дека еве кај тироидната жлезда да речеме дека се почесто и почесто се, дали на вистина инциденцата е сменета, дали на вистина почесто кај пациентите се среќава проблем со тироидната жлезда? Па да, би можела да забележам дека во споредба од пред статистиките кои што сме ги имале пред 15 години, тироидната е се почеста како проблем. Да им доближиме на гледачите, страшен ли е тој преглед? Едноставен ли е? Болен ли е? Не, воопшто не е болен преглед. За да имаме една комплетна слика за самата тироидна жлезда, би требало да биде направено еден ултразвук на тироидната жлезда и тироиден статус и по можност антителата за тироидната жлезда. Воопшто не е болно. Да. Нели освен земањето крв, ако не го... И тоа е минимално. Така. Дали има фреквенција со која што треба да се прават овие тестови, да речеме, како превентивно на неколку години да треба да се преведуваат? Би било убаво еднаш на 5 години, ако нема проблеми пациентот со тироидната, ако веќе забележиме дека има проблем, нели некој кој што би требало да го регулираме со терапија, би самиот лекар закажува на колку често. Динамиката ја дава колегата. Така, во споредба со кој резултат сме го добили од самите хормони. Имате ли така наречени случајни наоди честопати? Да, има случајни наоди, дошле нели ете така. За друго дошле. Па сме диагностицирале тироидна жлезда, најчесто е Хашимотото. Се почест во денешно време како промена. Гледачите кои што не следат, на кој начин би можеле да се посомневаат дека можеби имаат некаков проблем со тироидната жлезда? Што би приметиле месеци наназад? Што би приметиле во случај да биде зголемена функцијата или намалена функцијата? Така, да, тие се двата типа на заболувања, двете крајности на на болестите, на функцијата на тироидната жлезда, имаме и болести во структура на тироидната жлезда. Промените во функцијата, едната е зголемено ниво на хормони на тироидната жлезда или хипертиреоза се нарекува медицински. Таму имаме зголемено ниво на FT4, тој е хормонот кој што го прави тироидната жлезда. И битно е да се каже дека треба и ТСХ да се испита. Тој е другиот хормон кој што во редовната палета го бараме кај пациентите со тироидната жлезда. Тоа е хормон кој што го лачи хипофизата и секогаш е во обратно пропорционално ако има промена со FT4 или хормонот кој што го лачи тироидната жлезда. Значи, кај тие пациенти би имале зголемено ниво на FT4, а намалено на ТСХ. Од симптоматологија тироидната жлезда влијае на скоро сите органи. Да, влијае врз терморегулација. Кај пациентите со зголемена функција би имале засилено потење. Влијае врз перисталтика. Кај овие пациенти би имале чести ретки столици. Влијае врз расположението. Значи, овие пациенти би биле вознемирени. Потоа влијае врз крвниот притисок, врз откуцаите кај жените, врз нарушува менструален циклус на некој начин. Обратната состојба или хипотиреозата се сиве состојби обратно. Таму би имале пациентите, би чувствувале повеќе студ, иако е топло. Заборавив да напоменам кај зголемената функција промената во килограми телесна тежина, и то многу по 10-15 килограми нагло, без промена во начин на исхрана. Би биле брадикардични од страна на срце, би имале констипација или запек, би имале отоци, би имале косопат, вегите им паѓале, да речеме, псува кожа, голема е палетата. Доктор Наташа, со вас би имале многу теми за кои што можеле да разговараме, затоа во некоја наредна прилика. Секако, сега ви благодарам што бевте мои домакини за денес. Ви благодарам што ни дојдовте. Бидете поздравени. Почитувани гледачи, стасавме до крајот на првата сезона на Доктор Митов советува. Емисијата, како што често кажувавме, посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Се надеваме дека и во двата дела, и во здравствената едукација, и во промоцијата на јавното здравје, барем малку придонесовме за подобрување на состојбата во нашата земја.
Голема благодарност до нашите спонзори, до Алкалоид и Авицена, бидејќи тие направија овој проект да биде возможен. И секако, голема благодарност до сите вас кои што бевте со нас и ви ветуваме дека повторно ќе се дружиме од следната сезона. Ви благодарам уште еднаш.